Вардар Силекс, 11-то коло прва македонска фудбалска лига, 2:1 за Вардар, но надпреваров се уште не е завршен. Спортските портали, забавните портали, политичките портали, не знам кои све портали се занимаваат со овој надпревар со насловна страница 90+10 Вардар, пенал за Вардар и Вардар победува. И ако нешто не грешат во оваа анализа, сите информативни медиуми, електронски, пишени, печатени, телевизиски, не знам какви, сигурен сум дека грешат што не се позанимаваат со, да речеме, резултатите на последното коло во втората фудбалска лига, каде што победа губи од Шкендија Рачиново во Прилеп. Каде што Башкими си гази се пред себе како му одговара, така си игра. И сега се прашуваме што му требаше на Башкими да го купува надпреварот со Кожув, таму некаде две кола пред крајот, а во Штипја победе Брегалница, па влезе. Така. Или да кажам праша некој зашто Борко Ристовски не играше на спектакулот на странците? Никој не се прашува зашто нашиот министер за спорт, а претходно министер за одбрана, не го викавме, не беше на теренот меѓу најдобрите онаму каде што му е и местото. А славниот Лино Червар го спомна на пресконференција многу убаво, многу шармантно, многу елоквентно дека Македонија е меѓу првите земји кои има Министерство за спорт и министер за спорт. И сега сите се прашуваме 90+10 како можело да има пенал за Вардар и Вардар да победи против Силекс. Ова сето друго тргне на страна, најважно е Вардар зашто дал 110 минута. А вие сигурно сум се прашувате каква врска има сето ова што го зборуваме, гледајќи го претходно насловот за претседателот на Фудбалската федерација на Македонија. Затоа после джингалот.